декември се одбележува Светскиот ден за борба против СИДА. Денешната емисија е посветена токму на таа болест. Со доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семена медицина, ќе разговараме за ХИВ вирусот, кој што ја предизвикува оваа болест, како да се заштитиме, како се лекува и како да живееме со оваа болест. Доктор Трифуновска, најпрво да разграничиме што е ХИВ, а што СИДА. Значи, по повод на 1 декември, Светскиот ден на СИДА-та, еве да објасниме што значи ХИВ, а што значи СИДА. ХИВ значи дека некој пациент е носител на вирусот на имунодефициенција, односно вирусот предизвикува намалена отпорност на организмот. Тоа е носителство. А СИДА-та представува последната фаза од болеста, кога болеста е веќе развиена. Значи, тој пациент ние го сметаме заболен. Додека, уште еднаш објаснувам, ХИВ значи само носителство, односно дека некој возрастен пациент или дете или било што има во себе СИДА, односно ова ХИВ вирус. Како се развива вирусот? Кои се фазите и како еден организам заболува од овој вирус? Вирусот представува од групата на ретровируси. Тие вируси ги напаѓаат клетките во организмот, што се наши борци од одбранбени механизми на нашиот организам. Било која инфекција да влезе, ние си имаме одбранбен механизам и тој механизам нас не штити од болести. Тука целиот систем, тој одбранбен имунолошки систем е нарушен. И затоа организмот страда од било која инфекција, значи, што може да дојде до организмот, значи директно. Пациентот не заболува и не умира од ХИВ-от, како ХИВ, од вирусот, толку е нарушен имунитетот кај луѓето, што тие умираат од другите пропратни инфекции во крајната фаза од болеста. Може да се случи да замине пациентот од сосема некоја опортунистичка инфекција. Може ли едно лице преку симптоми да открие дека е носител на вирусот? Знаете како? Може да открие преку симптоми, мада тие се многу неспецифични симптоми, како што е, да речеме, една настинка, односно инфекција. Симптомите просто се температура, главоболка, болки во зглобовите, некои слични такви, значи, симптоми што асоцираат на вирусна инфекција, да речеме, дури гадење, диареја, може да има афекција на, значи, на желудникот, на дебелото црево, па како пролив. Тие се неспецифични симптоми на почетокот на болеста. Многу почесто се мисли и се асоцира оваа болест ако пациентот, значи, се посомнева дека дошол во контакт со лице заболено од СИДА или дека има причина да се грижи дека заболел од СИДА. Инаку во светски рамки, да ви кажам, ХИВ тестирањето се изведува и рутински. Се бара при вработување, значи на Запад е зафатена една огромна, голема група на луѓе кои што секогаш се тестираат за да се провери дали се ХИВ позитивни или ХИВ негативни. Зошто ова се прави? Зашто во светски рамки бројката е огромна. Последни бројки објавени, значи заклучно со 2014 најновите објавени бројки ви се околу 36,9 милиони, а 2013 беше дека 35 милиони од луѓето, значи за една година околу 2 милиони, 1,9 милиони се зголеми бројот на заболени на СИДА. Додека починати, заклучно со 2013 1,5 милион во светски рамки. Има, значи, заради тоа постојат цели превентивни програми за тестирање на СИДА, за кои што се надевам ќе преговориме и понатаму. Така е, сега тоа не е случај тука, како што кажавте, да се тестираме навреме или тоа да биде некој редовен контролен тест. Дали поради тоа доаѓа до касно откривање на... Знаете што, вака, препораките од Светската здравствена организација, односно гајлајнсите, што ги викаме, односно насоките на тестирање на превенции, се следниве. Значи, таму каде што има преваленца од 1%, тоа е голема преваленца, обично афричките земји се со таква преваленца, се оди на тестирање на масовно тестирање на населението. А тука таа преваленца не е толку висока и заради тоа насоките не се да се тестираат. Обично тука тестирањата се вршат таму каде што се посомневаме, значи партнери на луѓе што веќе имаат СИДА, ХИВ. Значи, обично превентивно се тестираат луѓето кај кога земаат виза за востранство, значи има некои правила или ако се посомневаме дека се враќа од некоја земја, има ризик контакт,
Не постои групна, превентивна некоја програма за да се тестираат, па кажувам, заради преваленцата, не дека не треба така. Откако ќе откриеме дека сме носители, каков е третманот, како се лекува? Кога ќе се открие дека пациентот е ХИВ носител, значи имаме ХИВ позитивен тест. Тоа не значи дека пациентот е заболен од СИДА, туку дека е само ХИВ позитивен. Сега се оди обично со антиретровирусни лекови, обично комбинирана терапија, најмалку од 3, постојат во светски рамки, сега сме веќе многу навлезени во оваа терапија со СИДАТа, па се работа на тоа да се зголеми имуниот систем, односно да се уништи вирусот, да не дојде до прогресија, односно до четвртата фаза, значи да не дојде до болест СИДА и до несакани последици од опортунистичките инфекции, односно екзитус на самиот пациент. Значи, на овој начин спасени се многу животи, претворена е СИДАТа од една акутна, сигурно екзистирачка болест, значи порано кога ќе се чува дека некој е заболен од СИДА, се очекува дека пациентот ќе екзитира затоа што е бил развиен тој тераписки третман, а сега веќе таа прерасна во една хронична болест. Значи, има лекови, се лечат долго време, но сепак уште многу се истражува за СИДАТа. Например, не постои вакцина за СИДАТа, се уште е развиена, али затоа има многу други лекови. Например, ја би спомнала за превентивни цели, сега се разви една нова терапија, односно нови гајдлайнси, да може да се даде одреден лек за да се успори болеста и да не се предизвикува. Па ова се работа кај веќе заразени пациенти со СИДА, односно пациенти кои што до 72 часа се знае дека биле во контакт, до тогаш може да се почне со оваа терапија. Значи има многу новини во лечењето и во превенцијата на СИДАТа, иако не треба да бидеме никогаш задоволни затоа што има поле се уште да се работа и да се заштити голем број на луѓе. Вие гледате дека е масовна болест, зборувам за милиони во светски размери. Тоа е всушност и една пандемија. Не е обична болест. Сега, како што напоменавме, ХИВ-от кога ќе се открие како вирус, може и да се излечи. Дали е можно воопшто едно лице да не заболи од СИДА, имајќи го вирусот? Сега, како што кажував за терапијата, односно третманот, ви го начинав овој дел. Значи, за да од кога ќе се зарази со СИДА пациентот, додека се развие самата болест, порано вака беше. Значи, пациентот се заразува со ХИВ вирусот и најчесто 9 до 11 години настапува болеста, односно СИДАТа. Зависно од тоа со кој тип на ХИВ вирус е заразен. Значи, неминовна беше оваа фаза на развој, односно, ако не се продолжи да се лекуваат овие другите опортунистички инфекции што се јавуваат во текот на четвртата фаза, за многу кратко време, за неколку месеца, настапуваше екзитус, односно смрт на заболениот. Така да беше очекувана оваа прогресија на болеста. Додека сега имаме пациенти што многу долго се третираат, болеста не зема таков замав, многу долго живеат, дури има и записи на излекувани пациенти. Имаше 2008, се сеќавам, у Германија запис дека некој пациент се излекувал, односно имал трансплантирано коскена срцевина, што се заради леукемијата, асоцирана болест со СИДАТа се сметаше дека тој пациент излекуван. Значи, постојат записи на такви пациенти. Тоа се случува последниве години, на што се должи тоа? Се должи апсолутно на терапијата што се дава. Порано не се знаело како прво да почне да се лекува. Многу е тешко да се направи некаков лек за вирус. Значи, за бактериите имаме антибиотици, а вирустатиците малце, значи, не се толку многу ефикасни како што се очекуваше. Затоа тука се оди со 3 комбинирани лека на антиретровиростатици. Се бираат, кажав, најмалце 3, толку многу се пролонгира болеста, односно се гледа да се уништи вирусот за да се зачува имунитетот. Пак повторувам, пациентот не умира директно од вирусот, односно умира заради тоа што има намален имунитет, организмот апсолутно нема со што да се бори. Значи, вирусот ги напаѓа CD4 те клетките и према нив се одредува и фазата на болеста и терапијата се следи и се гледа до кое ниво стигнала самата болест. Всушност, самиот организам заболува од повеќе други болести. Да. Тоа би било тоа. Да. Значи, како делува СИДАТа на организмот,
Е токму тој одговорот. Да, ја би сакала подоцна и да ги објаснам и фазите на самата болест. Може и сега. Значи вака, штом се зарази еден болен пациент со ХИВ вирусот, се јавуваат 4 фази на болеста. Последната фаза ви е сидата. Првата фаза ви е фазата во која што организмот е заразен со ХИВ, но се јавува едно чувство на акутната таа ви е фаза, просто едно чувство на како пациентот да е заболен од грип. Значи имате покачена температура, болки во зглобови, зголемени лимфни јазли, што е многу често. Потоа имате некои гастрични тегоби, дури диареи, гадење, така може да се јави. Значи толку е лесна таа клиничка слика, што најверојатно пациентот, па и докторот веднаш ќе помисли дека се работи за некоја вирусна респираторна инфекција, што многу брзо, лесно ќе помине симптоматски. Значи тоа е првата. Втората фаза е асимптоматичната фаза, каде што имаме тука зголемување на лимфните јазли, значи не болни лимфни јазли, многу често се јавуваат по телото, пак е пациентот ХИВ заразен, пак не е почната болеста и следната симптоматската фаза, каде што са попотенцирани истите овие симптоми, значи чувство на еден замор, на зголемена температура може да се јави, пак лимфните жлезди доминираат, гастричен еден синдром може да се јави, намалена телесна тежина со диареи, со едно чувство на малаксалост, на болки по зглобовите, пак се повторувам, значи тоа е едно чувство на, значи просто намален имунитетот на организмот и доаѓаат овие симптоми до израз. Додека последната крајната фаза, морам да ја разграничам, штом паднат тие CD4 плюс тие клетки под 200, значи бројот нивни под 200 на милимоли на кубен значи метар, ако падна милимоли кубни, односно микролитри, тој број ако падне по 200, веќе знаеме дека настапила последната фаза, односно сида заболувањето. Што значи тоа? Толку многу се паднати овие одбрамбени клетки, што организмот веќе не може да се бори. Па тогаш многу лесно доаѓаат до израз овие опортунистички ги викаме инфекции. Тоа просто се инфекции што не би дошле никогаш до израз да организмот толку го има тоа задржано тој имунолошкиот здрав систем. Штом паднате имунолошкиот систем, организмот почнува да страда. Се јавуваат повеќе типови на заболувања. Од типот на тумори, туморите најизразени ви се капоши саркомот, тоа е сарком што се јавува на кожата, нон-Ходжкин, Ходжкин лимфомите што ги напаѓаат крвните клетки, тие се и просто ги има, но тука се асоцирани со овој вирус, значи при намален имунитет доаѓаат повеќе до израз, потоа може да се јават симптоми на централниот нервен систем, односно менингит и енцефалитис, значи просто воспаление на мозокот, на мозочната обвивка, тоа беше што кажав, и плюс може да се јавуваат, значи некоја дезориентација, губење на ориентација, губење на памтење, конфузност кај пациентите, апсолутно, значи ги напаѓа апсолутно сите органи. Може да доаѓа исто така до губење на имунолошкиот систем, на гастроинтестиналниот тракт, па пак имаме, значи, енормно губење на телесната тежина, гадење, повраќање, столици, чести, исто така кандидиазата исто се јавува кој овие пациенти на сите нивои, каде што може да се јави, може да е нападната од било кои други структури, може да дојдат до израз туберкулозата, например. Многу често пнеумонијата доминира тука кај овие пациенти, значи страдат од многу опортунистички инфекции, нападнат е целиот организам и просто кажано пациентот умира од овие инфекции. И терапијата дури оди во таа насока да симптоматска да се запре ширењето на овие инфекции, колку што може да се зачува одбрамбениот систем што веќе е изгубен на организмот. Просто од тоа умираат пациентите. Во оваа фаза четврта, кога се јавува сидата, неминовна е смртта. Значи, уште постојат терапии, уште постојат борби, може да се извлече пациентот, да се продолжи неговиот живот, да, може, но
значи ипак се уште постојат проблеми, многу често зависи од типот на вирусот што делува, од типот на пациентот, од подрачието, колку е достапна медицинската грижа на таквите заболени, зашто знаете најраширена ова е болест и најизразена е во западните делови, северните делови на Африка, значи таму многу тешко е достапна медицинската грижа, скапи лекови, значи болничките услови, дали е обучен персоналот за една ваква терапија на вакви пациенти. Затоа кажав, многу е битно каде се наоѓа пациентот и условите во кои треба да се третира еден таков пациент. Инаку има значи лекови за борба против сидата, што не беше случај претходните години. Доколку се открие во некоја порана фаза, можно ли е да се живее долг, квалитетен живот? Да, значи тоа е многу битно по сите светски стандарди да се отпочне терапијата многу брзо, да се открие брзо и цело време се оди сега на превенција, да се открие брзо болеста, односно да се спречи ако може, да не дојде во контакт пациентот со заболен на било кој начин и лесно да се пренесе значи таа болест. Инаку постојат многу третмани, многу долго живеат пациентите, солиден живот имаат, ако се третира на време се почне, доста ефикасни се покажа овие антиретровирални лекови, кажа во големи концентрации, во комбинации најмалку од 3 и повеќе и долго време се земаат, се распира. Многу е честа дискриминацијата кон овие пациенти. Тоа се должи веројатно на непознавањето на фактите како оваа болест се пренесува. Апсолутно. Че многу често, посебно кога се јави оваа болест, имаше многу проблеми со тоа да се разбере оваа болест, просто кажано. Оваа болест се пренесува, просто кажано, преку крвните елементи и секрети. Значи, просто кажано, не се пренесува со допири, со ракување, со бакнување, со некои активности што нормално се одвиваат во секојдневниот живот. Најчеста трансмисија, односно пренос на вирусот, се одвива преку сексуален пат и преку заразени игли. Исто така, вертикалниот начин на пренос, односно мајка на дете, многу често се сега има посебно многу начин да се спречи тој пренос, но вертикалниот начин се уште е присатен. При раѓањето вирусот од мајката оди на детето, исто така и при доење. Кај жени што имале ХИВ позитивен, односно сида заболени, забрането е да ги доја децата, затоа што и преку млекото се пренесува значи овој вирус. Исто така се пренесува преку игли, преку шприцеви, тоа најдобро го знаат здравствените работници, затоа што мора многу да внимаваат да не дојде трансмисијата и кај нив и да се обезбеди една солидна превенција, затоа што вие не знаете со какви не пациенти може да дојдете во допир. Какви се статистиките во Република Македонија за бројките на заболени, а какви во светски рамки? Многу е интересен фактот што во светски рамки просто е прогласена пандемија, а преваленцата во Македонија не е толку висока. Кажав дека африканскиот континент представува еден голем проблем затоа што едноставно има многу високи бројки, морталитетот е на многу високо ниво, посебно и заради тоа што и не е достапна толку здравствената грижа. Инаку во Македонија би кажала некои бројки дека 1987 би почнала е јавен првиот докажан ХИВ позитивен пациент. И после 2 години, 1989 е првиот заболен регистриран од сида и првиот починат од сида. Значи, тогаш почнува да се развива болеста, односно е пронајдена во Македонија. Дистрибуцијата, последните бројки, 2014, еве ова го кажуваат. 23 ХИВ позитивни имаме во Македонија, 16 имаме сида заболени пациенти и 3 починати од сида болеста. Еве што би било многу интересно да се зборува, е тука што 37 лица се од машки пол, 2 лица се само од женски регистрирани пациенти и може би интересна и дистрибуцијата би ја кажала по градови. Многу ме прашуваат колку има во Тетово, во Скопје има 20 лица заболени. Значи енормна е бројката во Скопје. Интересно е Тетово нема многу заболени, еден регистриран вие.
Куманово тројца, Штип тројца, Кочани четворица, другите 1-2. Значи дистрибуцијата е толкава. Интересна е епидемиологијата на пренос на болеста. Болеста се пренесува, во Македонија е пренесена 10 лица со хетеросексуален начин на пренос. Морам да се послужим со бројкиве, извините. Значи, 25 лица со хомосексуален начин на пренос, 3 лица со непозната трансмисија, само едно лице преку шприц, преку игла, зависник од опијати, односно дроги. Тука, кога ќе ја погледнете дистрибуцијата, ви личи дека сидата просто представува машка болест. Во светски рамки 40 до 60% ви се жени, што и не е толку интересно. Може би овоја бројка треба да се размислува и да се бара во начинот на трансмисијата. Зашто тука доаѓа повеќе мажи? Затоа ви спомнав дека 10 лица се хетеросексуален, а 23 со хомосексуален пат е пренос. Кога се зборува за Македонија, би кажала уште некој друг факт, дека се надевам дека и не е тоа толку точна бројка, затоа што сигурно има ХИВ позитивни лица, многу што не се откриени, просто кажано затоа што не постои некоја масовна превенција, па сега не е ли сите ние да ги тестираме од толку до толку годишна возраст, па да бидеме сигурни, значи, за каква бројка станува збор. Ова се пациенти тестирани, докажани и дел од нив заболени. Токму така, може би, токму и тоа е причината зашто во Тетово нема регистриран, освен еден. Може би пациентите се упатуваат во Скопје поради анонимност или поради страф. Апсолутно постои анонимност кај вакви пациенти, значи докторите не смеат да зборуваат за идентитетот ни да се изнесуваат име, презиме, податоци. Вие гледате, тука се зборува за групи, чисто ова е епидемиолошка анализа за да се утврди болеста, како се шири, како да се спречи. Ове се работи што нас ни помагаат како да ја спречиме да не се шири болеста. Просто за тоа се овие испитувања. Меѓутоа сепак овие се официјални бројки. Од соседството, од пријателите, апсолутно постои стигма, да, за оваа болест, апсолутно. Може би токму поради тоа се бројките ниски во Македонија или не би било таков случај? Не знам што да ви кажам, ја ипак размислувам дека заради превенцијата што не правиме масовна превенција, инаку знаете што многу често и ние ги упатуваме пациентите на контрола, се оди во Завод за здравствена заштита, имате тест, не кажавме, не спомнавме, значи тоа се најчесто имунолошки тестови, ЕЛИСА и Western Blot тестот се работа, најчесто ЕЛИСАта, за да се докаже, се работа од полна крв, се зема крв, се прави испитувања. Многу често, ако пациентот е сигурен дека имал некакви контакти, од овие што ги спомнавме, значи хетеросексуален пат, преку шприц, игла или некој друг тип на контакт со ваков заболен и се сомнева дека трансмисијата е пренесена преку крв, крвни елементи или секрети од телото, тогаш се прави тест, дури да е негативен тој тест, обавезно се повторува на 3, односно 6 месеци, за да се избегне прозор период, што го викаат, прозор период, да не случајно букне болеста, па да испадне дека потоа бил лажно негативен тестот. Се повторува уште еднаш тестот за секој случај. И ако е позитивен, се препречена понатамошна терапија. За крај, како да се заштитиме? Од сидата може да се заштитиме само на едноставни начини. Значи, безбеден секс треба да се има со механички заштитни средства или просто кажано со кондом. Потоа да се користат кај зависниците од опијати, односно опоидни средства, да се користат посебни шприцеви игли, значи да не се мешаат иглите шприцевите, што многу често се случува. Да се прави превенција кај пациенти што имаат, односно кај бремени жени што треба да раѓаат, односно што знаеме дека треба да забременат, да се направи превенција со лекови. Во светски рамки е докажано дека на тој начин не е минимизирана трансмисијата на ХИВ-от, односно да не добие и бебето, просто кажано, ХИВ.
жените што имаат бебиња се ХИВ позитивни да не ги дојат и да се направи заштита, посебно кај тие здравствени работници што доаѓаат во контакт со тие пациенти, дали со превентивни мерки преку превенција со лекови или преку превенција со заштитни средства, да се внимава на користење на игли, просто знаат самите доктори, медицинскиот персонал на кој начин да се заштитат, да не дојде до пренесување на оваа болест. Значи, многу е битно да се размислува за тоа, за оваа болест, да се помисли дека може да се направи трансмисија, да има развој на една болест што се уште не е скроз излечена, се уште не постои вакцина што би сакале да има во светски рамки, да се направи една превенција, со сигурност скроз јас нема, значи, оваа болест, а не се уште да се води како некоја бројка со пандемични размери. Добро, тука би бил крајот. Доктор Светлана Трифуновска, ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам и за поканата. Нема на што. Вие, драги гледачи, останете со нашата програма. Ќе погледнеме прилог од колешката Маја Перовска, да видиме каде можат да се упатат сите оние кои имаат потенцијални можности да се заразат од ХИВ вирусот или да ја имаат СИДА болеста. Имајте пријатна вечер. Невладината Центар за развој и напредување на јавниот живот од Тетово нуди бесплатни социјални, медицински и правни услуги за корисниците на дроги и сексуалните работнички. Сите оннив кои имаат потреба можат да се обратат во канцеларијата на организацијата или на терен во соработка со теренските работници. ПАП тестови, консултации со гинеколози и останати проверки се достапни во овој Центар за намалување на штетите од дроги. Независно дали се работи за програмата за лицата кои што инектираат дроги или употребуваат дрога, или за сексуалните работнички, значи било кој корисник или граѓани кои што има потреби од овие програми, значи може да се обрати во нашиот центар. Покрај овие две програми кои што се во рамки на Центарот за намалување на штети од употреба на дроги, значи најмалку 2 пати во месецот нудиме и бесплатни гинеколошки прегледи, каде што граѓаните, тоест граѓанките можат да се тестираат, да извршат ПАП тестови, брисеви, контрола, едукација, доедукација, консултација со гинеколог. Понатаму, по постапката по добивањето на тие ПАП тестови, значи ги пренасочуваме до клиничката болница во Скопје и повратно го чекаме информацијата за да го информираме конкретното лице кој што дента дошло за дотичниот преглед, така да кажам. Најмалку 2 пати месечно се спроведуваат и тестирања за ХИВ, СИДА или хепатит. Исто така, претходно обучен кадар и во соработка со Центарот за јавно здравје Тетово се нудат бесплатни и брзи тестови за утврдување на ХИВ статутот. Тестот трае во рок од 10 до 15 минути, тоест резултатот се добива до 10 до 15 минути и се соопштува резултатот веднаш на корисникот кој што дошол во тој дотичен момент да го направи тоа тестирање. Центарот нуди и едукации за туберкулоза и ХИВ, затоа што имаме случаи на многу лица кои што имаат допирна точка или со ХИВ или со СИДА, тоест вршат неправилна размена на прибори или користат исти прибора, да доведува до корелација и со туберкулозата. Досега во Центарот не се регистрирани лица кои се носители на ХИВ или се заболени од СИДА, но како што изјави Павловски, регистрирано е зголемување на бројот на корисници на дрога и во моментов има 351 лице, додека пак бројката на сексуални работнички изнесува 84.